култура, книжевност и нешто што првенствено ќе прочитам, македонска љубовна лирика, автори Весна Мојсова Чепишовска, Иван Антоновски, професори од Универзитетот Кирил и Методи, од факултетот Блаже Конецки во Скопје. Добро утро и навистина ми е драго што одвоихте време да дојдете утрово да бидете дел од утринската програма. Професор Кесовац, ке почнам едно прекрасно издание, македонска љубовна лирика, заедно со професорот Иван Антоновски. Што се има внатре? Ја малку одзирнав, нешто фрапантно и многу вредно. Да, ова антологија е антологија која што е направена во чест на 90 години од раѓањето на Петре Андреевски. Оваа година се навршува точно 90 години, а инспирација беше неговата култна книга Дениция, најубавата љубовна збирка, односно збирката на љубовни стихови. И ова антологија навистина со радост ја работевме заедно со колегата Иван Антоновски. Успеавме да собереме на едно место, да ги собереме на едно место најубавите љубовни стихови на македонски. И впрочем тука се стихови од над 130 поети и поетеси секако, на 500 страници во оваа антологија на македонската љубовна лирика, околу 350 љубовни песни, а рековме, потикот ни беше Петре Андреевски и неговата Дениция и сакавме да покажеме како се љуби на македонски начин, на македонски јазик. Имавме една преубава промоција на 12 јуни во паркот на книгата во Матица Ексклузив, бидејќи издавач е Матица Македонска и се собра навистина една убава бројка на автори кои што се застапени, ама иако Дениция ни беше, да речеме, водилка во изборот на она што е есенција во љубовната лирика, сепак мора да кажеме дека таа љубовна лирика ја читаме и предходно, ја имаме и во Бели мугри на Кочорацин, неговата преубава Ленка, ова година и имаме уште еден јубилеј, тој е 85 години од излегувањето на збирката Бели мугри, значи Ленка, но пред тоа Рацин почна со љубовна лирика, со ljubовни стихови, со дописни картички што ги напиша на својата сахана, Рахилка Раца Фирфова, по која и го зема името и стана популарен како Кочо Рацин, а некако во сенка отиде на Коста Солев, така? Но секако треба да зборуваме и за уште поназад, да ги гледаме како еден исклучителен љубовен триптих, 3 песни од Константин Миладинов кои што излегуваат во далечната 1858-та. Една од нив е Бисера, се сеќаваме сите, тоа се оние љубовни стихови кои што никој не оставаат рамнодушен. Така што ете ова патување наназад не потикна, значи да дојдеме до Дениция и потоа од Дениция да продолжиме понатаму во потрагата, имајќи ги бардовите на македонското пеење, но секако тука и ги имаме и останатите од поети и поетеси од другите генерации. Одлично кажавте, професорке. Има, професоре Иван Антоновски, циклуси тука, буквално поделени се така песните. Да, значи за разлика од оној вообичаен пристап кога би се подредувало исклучиво генерацијски или само тематски, овдека навистина со професорката се потрудивме и настојувавме на тоа самата антологија да биде структурирана онака како што е, нели, го доживуваме и љубовниот чин од копнежот преку тажаленката до спотувањето и во едно цело. Така што во таа структура навистина се застапени генерации од сите автори, затоа што ако бараме нешто заедничко за сите генерации автори, за сите поетики, тогаш тоа е темата на љубовта. И кога велиме дека дека љубовта е движечка сила, тоа не се однесува само не само што не е фоскулно, тоа не се однесува само на индивидуата, туку се однесува на вистина и на она што е историја на македонската книжевност, меѓутоа и на она што е денешнина на македонската книжевност, затоа што и во времето на еден изразит соцреализам и во времето денес на еден изразит книжевен индивидуализам, тоа што е заедничко и што ги поврзува времињата на тематски план секако е љубовта. Некој ќе рече вечна тема. Да, меѓутоа она што ќе го видиме и како специфика на македонското поетско писмо е дека навистина во сите периоди, вклучително и денес, има храброст
да се љуби на македонски, има храброст тоа да се каже, затоа што и на промоцијата споменавме, не е тешко да се влюбиш, тешко е да го кажеш тоа. Тоа никој што му било тешко на македонскиот поет и не му е тешко ни денес. И од тука, навистина, верувам дека оваа книга ја враќа вербата дека и денес може да се вистински да се љуби, меѓутоа од друга страна и поезијата вистински да се чита со страст. Тоа и многу го кажавте, навистина ја препорачувам сите да ја прочитаат. Јас да само да ја имаат, затоа што кога ќе сакаат на македонски да љубат, на македонски да се изразат, тука ќе најдат многу убави зборчиња и ќе видат горделиви она што тука е моќта и на љубовта и на македонскиот јазик така, во исто време. Ќе го искористам вашето присуство во утринската програма, иако месец јуни можеби крајна сесија, па сега можеби и испитна, меѓутоа вие некако сте активни. Она што сакам да го искористам, бевте во Ниш една соработка на факултетот Блаже Конески со Универзитетот во Ниш, меѓутоа имаме, јас ќе го кажам на српски и сакам да ми објасните точно, се работи за преводите, где дрвече умире, значи магични реализам, ова на српски го читам, а вие ќе го преведете Живка Чинго. Па во Ниш бевме навистина за еден убав повод. Се работи за една исклучителна работа што ја направи професорката Даниела Костадинович. Таа е македонист од Нишкиот универзитет, на Филозофскиот факултет во Ниш, и на некој начин ја продолжува традицијата која веќе нешто близу 40 години се случува, а тоа е впрочем да се изучува македонскиот јазик, литература и култура на Нишкиот универзитет. Тоа е една, да речеме, иницијатива која започна во средината на 80-тите години на минатиот век и се врзува со името на професор Мирољуб Стојановиќ, а сега по заминувањето на професорот Стојановиќ, таа активност и таа наука, македонистичка наука ја продолжува и професорката Даниела Костадинович. Вие фино го прочитавте, нели ова? Се работи за дел од незината докторска дисертација. Таа работеше на поетиката на Живко Чинго и ја истражуваше таа поетика. Всушност дојде до констатација дека се работи за практикување на така наречениот магичен реализам во расказите, во раскажувачкото искуство на Живко Чинго, и оваа книга всушност е книга која што може да биде исклучително значајна и за студентите кои што студираат таму на Нишкиот универзитет и за студентите кои што студираат овде на факултетот Блаже Конески во Скопје, на филолошкиот факултет Блаже Конески. Така што ние бевме на промоција на ова издание, таа е пишувана на српски, меѓутоа Даниела е долгогодишен македонист, одлично зборува македонски, пишува македонски. Ова е сепак излезена е во една реномирана кога дрвијата умираат. Да, кога дрвијата умираат, тоа е магично, дали навистина умираат дрвијата или се претвораат во нешто друго, затоа што кај Чинго, во поетиката на Чинго, се лик, и дрвото, и тревата, и езерото, и болката, се прераснува во лик, и тој магичен реализам кој што на некој начин се надополнува со фолклорната фантастика, некогаш си пркосат, некогаш се надополнуваат, го градат исклучителното поетско писмо на Живко Чинго, а професорката Костадинович за неа беше предизвик да го истражи и да ја објави оваа книга, извонредно издание. Така што ние бевме таму во Ниш, во Народната библиотека на Стеван Сремац, да ја промовираме оваа книга, една од тие книги кои што ги промовиравме на 4 јуни. Одлично, еве имам уште едно издание, тоа е Дрво на брегу, јас на српски ги читам, бидејќи се преводи од нашиот Аца Шопов. Да, всушност станува збор за неговата аманетна, последна оригинална поетска книга Дрво на брегот. Досега таа како интегрално одделно издание не беше објавена во препев на некој јазик, иако навистина станува збор за една исклучителна книга во која што е синтетизирано сето она што е поетика на Шопов од сите негови творечки фази. Таа навистина е и негов аманет, меѓутоа и еден вид на негова автобиографија. Навистина, многу ми е тешко кога разговарам со вас, затоа што разговорот нема крај, меѓутоа ќе закажеме следна средба и сега нешто што го знам, ќе одите на испит, верувам дека од оваа поезија, од овие убави зборови,
ќе напишете убави оценки на студентите. Секако студентите се тука, се подготвени, ние сме расположени затоа што е сесија, сега врие на филолошкиот факултет, треба да се покажат резултатите. Какви се резултатите, какви резултати се постигнати во текот на вториот семестар и затоа секако дека покрај ваква една убава атмосфера и убава разговор и за Шопов, и за Чинго, и за Рацин, и за Петра Мандреевски и во името на љубовта секогаш дека треба да бидеме расположени за добри резултати. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма на македонската телевизија. Јас настрана се пошигував малку со студентите. Ние благодариме на поканата. Се гледаме во следна прилика. Се гледаме. Се гледаме.